Центар за аутизам денес се отвори во Штип. На отворањето присуствуваше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со капацитет од 20 на деца со аутизам, колку ги има со ваква и слична диагноза во нашата и општина Карбинци, центарот со години го очекуваат семејствата со вакви деца во регионот. Центарот за аутизам во Штип е солидно опремен, но фали стручно едуциран кадар, велат родителите. Она што најмногу ги загрижува родителите и што денес му го придочија на министерот за труд е Центарот за аутизам да не биде само еден вид градинка за децата, туку место каде овие деца ќе ги имаат сите предуслови за напредок. За центарот да биде вистински центар за аутизам мора да обучиме кадар. Значи АБА, Sunrise, мора. Сензорната соба исто за да се работи у неа мора да се обучи човек. Од и сензорна соба, како сензорна соба е ништо, доколку не се обуче професионалец. Така. Значи, замолувам ви, бидејќи моментално ќе биде само како една градинка. Нашите деца ќе се остават. Кадарот што е моментално е супер, задоволни сме од него, ама не се семокни. Значи, треба да се обучи тај кадар. Оти ако не се обуче, џабе отварањето. Центарот за аутизам ќе функционира според светските стандарди кои даваат најголеми резултати во развивањето на способностите и талентите на децата со аутизам, изјави министерот Спасов. Стручниот тим ќе се обучува од страна на врвни едукатори за оваа проблематика. Програмата во интензивна комуникација сме со професорот Росоклија и со стручните луѓе на Колумбијан универзитетот. Планираме студиска посета во Република Македонија на најдобрите експерти за аутизмот во светот, кои што ќе обучат обучувачи, ќе сондираат состојбата во Република Македонија и потоа ќе помогнат во спроведување на процес на обука на лицата кои што работат во овие дневни центри за деца со аутизам, меѓутоа и воопшто на сите дневни центри. Напоредно на тоа работиме и на нов процес на воведување на нов процес на категоризација на децата со пречки. Вие родители сте и најдобро знаете. Сега процесот во Република Македонија годиниве наназад е медицински. Ова е голем напредок во третманот на децата со аутизам во Штип и Карбинци, изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Благодарение на владата на Република Македонија која ни го преостави просторот на општината, благодарение на Министерството за труд и социјална политика и пред се на големите барања на самите родители, од денеска почнува да работи овој центар. Ова е втор центар во државата после Скопје. Јас се надам дека од денеска животот на овие деца ќе биде променет, ќе има се многу на родителите и верувам дека на крајниот ефект ќе биде многу позитивен за тие деца. Мило ми е што нашиот град не е заборавен. Практично и сите оние заложби на владата да се гради во цела држава него заобиколуваат Штип. При денешната посета на Штип, министерот за труд и социјална политика го посети меѓуопштинскиот центар за социјални работи, кој е во фаза на целосно реновирање. Очекувам градежните активности да завршат за околу 15-20 дена, најмногу до месец, и овој објект кој што е стар повеќе од 50-60 години да има едни нови, модерни, современи услови за работа на вработените, на стручните работници, меѓутоа и за прием на граѓаните кои што ги остваруваат своите права и услуги од системот на социјална и детска заштита. Целосна реконструкција ќе има во 29 центри за социјални работи во државата, а целиот проект чини 120 милиони денари, средства од Светската банка и ИПА програмата на Европската унија.